Утрински стихови од Библијата. 10 септември. Искреност. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. 1 Јованово 2:6. Честност во намерите. Сесрдна преданост кон Бога. Тоа е условот на кој укажуваат Христовите зборови. Бидете искрени и непоколебливи во своите настојувања, да ја познаете вистината и да се покорите без оглед на цената, па ќе примите божествено просветлување. Вистинската побожност започнува тогаш кога престанува секоја спогодба и компромис со гревот. Тогаш и нашето срце ќе проговори заедно со апостол Павле. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Христос Исус. Подлегнувањето на искушението започнува кога ќе дозволите умот да се колеба, да биде непостојан во својата доверба во Бога. Ако не решиме потполно да се предадеме на Бога, тогаш ние сме во темнина. Кога држиме одредена резерва, тогаш ние оставаме отворена врата, преку која сатаната може да влезе и да не заведе настрана со своите искушенија. Тој знае дека ако може да го замагли нашиот вид, така што окото на верата да не може да го види Бога, нема да има бедем против гревот. Живееме во времења полни со важност за секого од нас. Светлината сјае во јасни, постојани зраци околу нас. Ако оваа светлина е правилно примена и ценета, таа ќе биде благослов за нас и за другите. Но ако се потпираме на нашата собствена мудрост и сила, или на мудроста и силата на нашите ближни, таа ќе се претвори во отров. Во борбата за вечен живот не можеме да се потпираме еден на друг. Лебот на животот мора да го јаде секој поединец. Мораме индивидуално да го примиме, за да може душата, телото и умот да бидат оживеани и зајакнати со неговата преобразувачка моќ. И така да се усогласат со умот и карактерот на Христос Исус. Бог мора да го направиме прв и последен и најдобар во се.